заврши Скопје Велоград? Оригинално како што бил замислен Скопје Велоград требало да биде готово 2015 година. За жал, кога јас дојдов беше помалку 40% од вкупната рута завршена. Интензивно работиме во изминатиот период и во периодов кој што доаѓа пред нас да ги зголемиме тие рути, останува да го надминеме проблемот со четвртата рута во делот кај Чаир, како би можел цел град да имаме определена конекција. Јас очекувам дека во наредните 2 години ќе можеме во целост да го исполниме она што е зацртано како стартна позиција, иако најмалку 2 пати месечно се гледаме со невладините организации на точак и заеднички со нив и ги решаваме проблемите и ги дефинираме евентуално конекторите како што е овој денеска, кој што е во вкупна должина, како што реков, во моментот 1200, работиме напред неговото продолжение и ќе изнесува околу 2 километри. Каква е вашата соработка со невладините, ги споменавте на точак и како ќе се вклучи градот во одбележување на светскиот ден без автомобили? Значи, од секоја различна област, или јас или дел од администрацијата, имаме така речи редовни утврдени термини на кои што ги реализираме средбите со невладините и општо со граѓаните, бидејќи и мое мислење е дека тие луѓе во субматерија ја познаваат проблематиката и може да дадат навистина добри совети. Меѓу другото, утврдуваме и начини да видиме кој дел од градот ќе можеме да го забраниме за автомобилски сообраќај со цел да се приклучиме на светската акција Ден без автомобил. Дали тоа ќе влијае на изградбата на новата улица низ Керамидница што треба да поминува, согласно тоа што ни беше се зборуваше за советниците од Безигова што не изгласале одлука дека парите од Луна парк ќе бидат пренаменети за изградба на улица. Јас во најблиска иднина ќе излезам со финансиските резултати на нашиот град како сум поставен именуван за градоначалник, со цел да граѓаните ја видат и заштедата која што направивме во изминативе 10 месеци, меѓутоа и разликите во цени кои што ги постигнуваме за извршување на основните градешни работи кои што верувајте се фрапантни. Сето тоа ми дава за право да бидам оптимиста дека градот ќе има финансиска можност да реализира дури и некои работи повеќе од оние и за кои што сме зборували и кои што сме ги планирале, вклучително и Луна паркот, меѓутоа полека го вадиме градот од зоната на планирање во зоната на имплементација. Како започнуваме со имплементација, така веќе и ги завршуваме постапките, така веќе можеме да зборуваме за определено стабилизирање на финансиската состојба и реализација меѓу другото и на Луна паркот. Има ли повеќе реквизити од оние 7 кои што се ведат? Во оваа фаза приоритетот, верувајте, беше финансиски да го консолидираме градот. Доаѓаме до определени сознанија, само замолувам за трпение. Значи на 1 километар разлика 40 милиони денари е разликата во цена кога што работел градот претходно визави оваа администрација. Ќе излезам со тие податоци и тогаш ќе можеме да разговараме и за еден поголем и поубав план за Луна паркот.